Гостин во студиото на Утрински печат ова утро е Христијан Тасевски, IT експерт, со кого ќе зборуваме за хибридните закани. Ова што не тероризира веќе 2 месеци, значи повеќе мета на хибридни закани не се само училиштата, што е многу страшно, туку стана и институции, трговски центри, стамбени згради. И ме интересира како IT фелата го дефинира овој поим на хибридни закани, кој што е пак од еден поширок спектар на сајбер напади, она што, од што стравува светот. Генерално кога зборуваме за сајбер напади, постојат повеќе категории. Во последно пред нели овие сега така наречени хибридни, претходно нели особено популарни беа така наречените DDoS или ransomware, па имавме ситуации каде што нели или се невозможува функционирање на некој систем или се блокира системот па се бара некој откуп. Меѓутоа сега овој нов тип на така наречени хибридни напади. Хибрид самиот збор дефинира комбинација на повеќе типови, веројатно можеби конвенционални или неконвенционални. Ние често го слушаме зборот хибридна војна. Тоа е исто, некоја нели комбинација на нешто што е конвенционално со нешто што е неконвенционално, односно нема некоја веќе позната форма или некоја конвенција. Некоја комбинација страшна. Така. Сега за тоа, кога велиме хибридни, тука е таа некоја комбинација каде што се користат повеќе алатки, инструменти, со цел да се постигне некоја крајна цел. Ако гледаме што се случува нели последниот период, веројатно целта е да се направи некој страф, некоја турбуленција, да речем, во нормалното функционирање. Последниот така наречен напад беше поврзан со трговските центри, каде што веројатно тука има и некои финансиски загуби со самото нели нефункционирање во одреден период. Така да сметам дека еве можеби со комбинација на повеќе алатки или технологии да се дојде до некоја цел да се наштити. Во секој случај паниката и вознемиреноста на граѓаните е многу голема, пошто еве и ние тоа го искусивме со последната во понеделникот со дојавата во ГТЦ, која што не потфати и нас. Инаку, Кристијан, што е потребно за да се изврши еден хибриден напад? И како извршителот може да се скрие, затоа што еве не можеме да го откриеме се уште точно кој стои зад хибридниот напад? Во овие случаеви кои што ги имаме ние, имаме два дела и да кажеме. Едниот дел е со IP адресите. Односно, IP адресата е таа што кажува кој стои од другата страна. Како, еве да направам некоја паралела со цел поедноставно нели да се разбере ова, например со телефонските броеви. Ние знаеме според телефонскиот број кој стои од другата страна или например кој е регистриран. Токму така. Или адресите кои што ги имаме нели каде што живееме, според таа адреса ние знаеме кој живее таму. Кога зборуваме за телефонските броеви, најдов на интересен податок, јас искрено мислев дека поскоро време тоа се случило, меѓутоа еве скоро 10 години. Во 2013 до март месец беше рокот за да се пријават кој е сопственик. Што значи ние до безмалку до пред 10 години за телефонија сме немале кој стои позади телефонскиот број. Зборувам за овие prepaid броеви. Да, имаше слободно се купува без никакви документи. Па после тоа се направи некој ограничување до март 2013 беше кој нема да го пријави својот број, нема нели понатаму да може да го користи. Зошто го кажувам ова? Затоа што ако направиме на паралела, тоа се случувало на територија на држава каде што имаме целосна контрола. Во случајот со IP адресите, ви имате еден глобален виртуелен свет каде што немате идеја која адреса од каде доаѓа. Кога сега пак јас ќе се навратам за овој случај што го имаме нели со нашите со ситуација во последните 2 месеци, велиме дека е многу тешко да се откријат сторителите, да. Па адресите, ајде да кажеме. Меѓутоа, дури и кога би ја откриле адресата, ние не знаеме дека
толку е наивен, ајде да кажеме, дека не се скрива. напаѓачот, па тој, да кажеме, од дома тоа го прави. Може би ќе не води, ќе објаснам и како зошто е тешко да се најде, меѓутоа по предпоставка дека ќе најде, може тоа ќе биде кафуле во центарот на нека биде европски град во центарот на Виена. Тоа се отворени Wi-Fi мрежи, сите знаеме, секој може да се вклучи. Ај знаете каде води крајната цел, кога по предпоставка би ја нашли. Меѓутоа, за да стигнеме до таму, исто така е многу тешко, затоа што во јавноста е познат еден термин како VPN. VPN е само една од алатките како може да ја прикриете вашата адреса, меѓутоа постојат прокси сервери. Постојат onion routing, тоа се вика, рутирање. Тоа е уствари во наш превод кромит рутирање ќе му дојде, со тоа што во повеќе слоеви е спакувана одредена порака и како што поминува различни сервери за да стигне до крајниот сервер, таа се декриптира по еден слој. И секој сервер знае само за тој претходниот. И се замислете, вие имате прокси, еве да кажеме, поминало преку 200 сервери, кој тоа ќе го открие? Знаете, зошто е треба тука голема, не би рекол дека е невозможно, теоретски може би има некоја шанса, меѓутоа затоа ако забележите сите кои што се без разлика дали од Министерство за внатрешни, дали сакам да кажам некои представници на владата, сите кажуваат дека е речиси невозможно. Веројатно тоа го знаат, дека теоретски може би постои некоја шанса, меѓутоа вие да ги следите сите тие траги назад и прашање е, затоа што тие се наоѓаат во различни држави, прашање е секоја држава колку би сакала да се работува. Имате, замислете 200 и сега едниот ќе биде во некоја држава Јужна Америка, другиот ќе го најдете во Африка, третиот во Азија, па не знам друг. Тоа е. А имаше и пример кога беше откриено дека од Швајцарија има напади, меѓутоа Швајцарија едноставно не сакаше да соработува со полициските служби и да ги открие она што може да го даде. Јас претходно го спомнав примерот со телефонските броеви, меѓутоа ако земете вие Швајцарија се уште постојат сметки кои што нели да за нешто што постои, сега да не кажувам нека конкретна бројка, меѓутоа години назад. А ова е нешто што кажуваме ново, нели интернетот сега ново па ја зема. Да, Швајцарија е позната по банкарските така сметки, ние се уште имаме проблеми, дури кај нас има некои случаи каде што не можеме да откриеме кои сметки, какви сметки, за нешто што станува, ајде можеби крие во позадина некој реален криминал, а не нешто виртуелно. Сакам да ви кажам дека дури и во држави кои што се еве во Европа и за други случаеви може да има проблеми, а не за нешто вакво што е во овој момент на вистина може би не е соодветен збор да кажам апстрактно, меѓутоа премногу глобално и премногу виртуелно за на така наивен и едноставен начин да кажеме сега ќе следиме трагата и ќе најдеме од каде ова доаѓа. Понатаму ги продискутиравме нели овие адресите, меѓутоа потоа имате вие и провайдер преку кој што доаѓаат мејловите. Сега, ние прво треба да добиеме информација од провайдерот, да кажеме провайдер може да е Gmail, не знам сега се користат Яндекс, ProtonMail. Да, има неколку кои се спомнати во целава ситуација со хибридните напади не само во Македонија. Сега првично ние треба да дојдеме до информација која IP адреса го испратила, па потоа доаѓа нели овој цел дел што го спомнавме безмалку невозможен да видиме до каде води целата таа трага, меѓутоа тука на почеток, дали ние ќе добиеме IP адресата? Затоа што имате различни провайдери, еве на пример Яндекс се спомнува, тоа е руски провайдер, но тоа е сериозен провайдер тоа. Конкурираат со Gmail и така натаму. Го имате, ја спомнате Швајцарија, ProtonMail потекнува од Швајцарија и тие гарантираат во нивните, како да кажам, кога го промовираат продуктот како мејл провайдер, тие гарантираат дека секај нив е енкриптирано и дека дури и тие не можат да пристапат до содржината на мејловите. Значи невозможно ќе биде речиси, затоа сите тоа го кажуваат, со тоа што ние имавме два случаеви. Меѓутоа јас сметам дека тоа бе изолирани случаеви. Едниот беше примерот со телефонскиот повик нели во ЈСП што беше. Меѓутоа тоа не е хибриден напад, тоа по телефон некој пријавил бомба и нели тоа беше веднаш разоткриено. Или имаше уште еден по мене изолиран случај со средношколец или студент, што беше детето, каде што веднаш го открија. Меѓутоа, тоа се поединечни и помалку можеби наивни случаеви, кои што ете во целата оваа во целиот хаос. Значи штом го открија не е профи направено како Па, да, веројатно. Така.
Значи на хибридните напади не само во Македонија, пошто и целиот регион беше жртва и се уште се случуваат такви напади, работат сериозни безбедносни служби, значи на НАТО, на Европската унија, на Интерпол, на Европол, значи не само нашите тука домашни. Едноставно ни едни такви сериозни машинери, безбедносни машинери не можат да ги откријат овие извори. Токму така. Има неколку се извинувам, неколку случаеви каде што се откриени, меѓутоа станувало зборувам во претходно поблиската, ајде да кажам, историја, меѓутоа станувало за случаеви кои што биле од особен интерес и тоа сите помалку или повеќе случајно се откриени од овие американски тајни служби како што се FBI и CIA, со тоа што успеале и они не успеале да го пратат или да го следат тој пат, меѓутоа успеале да пресретнат во одреден момент некоја комуникација, па со цел да откријат. Сега кај нас кога се случува ова, нели имаме ние многу сојузници кои што се вклучени така, и се надеваме на помош, така е. Сериозна закана. Во вакви случаеви веројатно и како изолирани случаи да ги еден по еден да ги анализираме, веројатно потешко би воделе кон решение доколку во спротивно или доколку се земат како една целост, како комплет. Затоа што можеби во секоја една порака или во секој еден напад, ајде така да го наречеме, можеби ќе се открие по некоја трага, па кога ќе се состават трагите, па еве да може некако полесно да дојдеме. Знаете, ова ме асоцира на овие и филмови ги гледам, има и мислам и реални ситуации таму кога се случуваат некои серијски убиства, па нели поединечен случај не може да го откријат, меѓутоа секој нареден дава по некоја трага, па на крај кога ќе го соберете целото тоа како една комбинација од сите тие траги, па можеби нешто се открие со тоа што нели ова е сосема еден друг свет, можеби не е соодветна паралелата, меѓутоа еве чисто сакав да со еден поинаков пример тоа да го доловам, така да сметам дека континуирано следење на секоја една трага, која што може да води кон сторителите, дека може би открило нешто на крај, со тоа што, повторно ќе кажам, тоа рутирање, знаете, користење на премногу различни IP адреси, искрено не ми влева некоја надеж, барем не во моментот со... Треба ли големо познавање на информатиката, информатичката технологија за да се направи еден ваков напад? Или може тоа, не знам, со еден обичен туторијал, не знам ни дали постои. Сметате за да се направи? Да. Па дали е потребно одлично познавање? Па видите, ако се влезе премногу наивно во тоа, голема веројатност дека ќе состави некоја трага, можеби некако IP адреса, меѓутоа знаете во секој повик има дополнителни податоци кои што се носат со тој повик. Значи самиот повик во самата содржина има некои, како да ги кажам едноставно, некои што се хедери како некои обвитка на реквест повикот, ајде да кажеме, во некои податоци кои што можат да покажат кој стои на другата страна. И затоа треба да се внимава, кога некој тоа го прави, треба да се внимава буквално на секој еден детал, затоа што најмала ситница може да води до откривање. Со тоа што би рекол би рекол, може би треба и знаење и искуство со цел за успешно да се прикријат сите тие траги, затоа што на долг рок, доколку се прави тоа, ајде да кажеме со некој прочитани туторијал или нешто на интернет, веројатно ќе има некој пропуст кој што еве би било во полза нели од оваа другата страна кој што чија се цел е да ги откријат сторителите, па веројатно лесно би го откриле. Покрај сторителите кои да се, многу е страшно кога зад нив ќе стои некоја организација или друга држава и кој што било случај во претходни ситуации. И вие знаете дека е тоа хакерска група во некоја трета земја. А некој ги платил значи. Што е значи тоа? Тука веќе има многу поголема позадина, како на пример Албанија што беше подолг период и се уште е под ирански хакерски напади кои што им направија, им изроварија буквално во главните институции и ги лиферува видите, вие земете адресите. Една Америка,
каде што се далеку поразвиени, или ако зборуваме паралела ако правиме со Албанија, каде што тие им беа мета пред не знам дали има неколку години, на ransomware напад каде што нивниот нафтовод беше целосно блокиран, хакерите бара откуп и на крај не се објави тоа официјално, меѓутоа веројатно и беше платен откупот со цел да се врати контролата, така да. Сигурно, значи нема чаре. По мене решение, знаете, ова е сега се обидуваме да ги лечиме да се справиме со последиците. Меѓутоа решение во најголем дел од случаевите е предвремена некоја внимателност со цел да се превенира, да се спречат овие вакви моменти, затоа што ние имавме случаеви кај нас каде што веб страници, официјални сервери кои што се користат по министерства, меѓутоа беа напаѓани затоа што нередовно биле ажурирани и одржувани последните безбедносни мерки. Тоа било направено, привремено веројатно функционира, па така оставено. Со тоа што треба по мене постојано да се внимава, да се превенира, затоа што секој еден без разлика дали е тоа организиран или неорганизиран поединец, како хакер или хакерска група, да во одреден момент кога ќе најдат на некоја отворена врата, зашто да не ја искористат? Така, значи советувате некоја поголема заштита институциите да си се вклучат, да ги најдат најсоодветните софтверски решенија за заштита на своите системи. Еве, например, и да споменам само дека и Слободен печат пред минатата година и ние бевме, нашиот портал беше жртва на хакерски напади, после кои моравме и ние да применеме VPN адреси, чисто за да се заштитиме додека работиме од дома. Тоа е така, како што реков, во овој период веројатно најдобра заштита е превенција, со тоа што да се внимава пред се на заштитата, пред да дое до одреден напад. Во случајот со мејловите таму е на сосема поинаква приказна, што таму вие не сте нападнати, вие едноставно добивате мејл со одредена содржина. Значи никој не ви го напаѓа мејлот или не ви го пробива, едноставно ви известува дека на тоа и тоа место е поставена бомба. Со тоа што таму е сосема поинаков принцип на функционирање. Меѓутоа генерално за нападите, по мене сметам дека големо влијание имат и пропустите на оваа страна на секако, тука напаѓачите, односно хакерите, така да кажеме, целат да си го направат своето, меѓутоа голем дел во таа цела приказна има и заштитата за тоа колку ќе дозволиме или колку ќе ми отежнеме нивната работа да постигнат нешто такво. Така, по повод сајбер нападите, хибридните напади кои што се случија и во Кавадарци во училиштата, еден тамошен професор го сугерираше ова. Вели, решението за дојавите е многу едноставно користење централизиран имейл сервер на кој ќе бидат пријавени сите дигитални сертификати издадени од Телеком и КИПС. Така никој нема да може да испрати имейл на училиште ако нема валиден сертификат добиен од Телеком или КИПС. Значи ова е професорот Димитри Ангелков кој што вели дека решение има и треба да се практикува. Дали е волку едноставно? Па делумно и да и не. Со тоа што еден дел веројатно би покриле со тоа што ние во случајот кога би направиле еден таков, кој што и реално не е некоја тешка, убаво кажавте, релативно едноставна работа, може да се направи такво нешто, меѓутоа замислете вие што ако дојде од некој што нема сертификат. Нема да ја земаме за сериозно заканата. Знаете, ова ме асоцира мене малку на оној ставот на Америка, ние не преговараме со терористи. Сега не преговарате, меѓутоа секогаш официјално не, али неофицијално. Па веројатно може би има нешто во позадина. Сакам да ви кажам, веројатно нешто слично би му дошло како на тоа. Што? Доколку еве дојде некоја закана од несертифициран имейл. Чисто го поставам како прашање. Нема да го земеме за сериозно? А што еве во крајен случај па иако е не дај Боже вистината. Знаете, затоа викам премногу е... Затоа се службите мора да проверат. Да, и затоа викам премногу би било ригорозно да кажеме, добро, ние прифаќаме мејлови, еве да кажеме само тие што се сертифицирани, ако дое некој од надворешна трета земја, не го сметаме за сериозно.
веројатно би предизвикал голем ризик. Веројатно би могло. Еве, сега додека ние разговараме за хибридните напади, туку што стигна информација дека има дојава за поставена бомба во Средното медицинско училиште во Скопје. Екипите на МВР како и секогаш ќе бидат на терен. Предпоставам веќе во теке евакуацијата на учениците од Средното медицинско. Само да споменам, бидејќи полицијата уапси еден малолетник кој што го сомничи дека стои зад дел од нападите, сајбер нападите, колку што индицира тоа? Дали има посериозен можеби сторител? Како ова дете успеало да направи? Така, можно ли е? Па претходно можно е. Меѓутоа можно е да стои, еве да кажеме, позади делот тие пријави. Меѓутоа ако земете вие во предвид дека во последните 2 месеци континуирано вакви пријави се случуваат во целиот регион, е премногу наивно веруваме дека позади тоа стои поединец и не е некоја организирана, ајде да кажеме, организиран напад. Затоа што вие имате постојано, нели, сега последниот напад кој беше паралелно имавме во Црна Гора. Да, имаме Србија, Косово, Хрватска. Буквално во целиот овој, па како му доаѓа и ексиу можеби повеќе тој регион. Така, да. Така да премногу е, ајде би рекол, не се толку изолирани, не се толку локални случаевите за да може вака да кажеме дека поединци се позади тоа. Или веројатно кога би го правеле поединци, тоа веројатно би имале на вистина некоја сериозна намера за да цел Балкан решат да го вознемират. И еве во регионот која почнаа минатата во март всушност годинава која почнаа тие хакерски напади, како што почна стихино, така и прекинаа наеднаш, се стиша и еве сега повторно истата ситуација. Нема. Тоа веројатно во моментот треба да се работи на тоа, да со цел еве дека ќе се открие нешто. Некои нели кои стојат како сторители позади тоа, можеби службите да најдат некој соодветен начин за кој што искрено во моментот не го гледам како би се справиле, затоа што нели секоја дојава по мене е сериозна, без разлика дали доаѓа од познат или непознат пријавувач, па и зошто некој познат би пријавил. Најчесто тоа сигурно би бил некој непознат. Постојано да се следат, или не знам, по мене сите закани да се внива. Имавме еден случај исто вака малце хумористичен мислам во некоја општина беше сега пред скоро објавено, имало мејл пристигнато, ама не го проверувале мејлот, па. Да, го видоа тоа во училиште во Петровец. Беше. Добро, како и да е немало. Евакуација. За среќа во случајот нели било тоа. За среќа, меѓутоа излегоа сепак проверија. И за крај само едно прашање вака ќе го врзам малце поинаку. Нели обично во холивудските филмови имаме ситуации кога ќе еден хакер способен ќе се уапси, па посебно ако е младо дете, дека тогаш тој се регрутира во безбедносните служби. Веројатно секоја држава има потреба од такви способни кадри кои што понатаму би учествувале во откривање на Па веројатно да, сум сигурен колку кај нас се откриени ако зборуваме поединци или кои што оперирале во рамки на државата. По друга страна, може би сега нема да звучи толку оптимистички, меѓутоа кај нас, знаете, секој поединец кој што ќе изрази добра волја, нешто да помогне, па често и е обоен во некоја, па сега дали бил со некоја политичка партија или со друга, знаете, премногу е тешко во наша држава да влезете вие наивно, со добра волја и без при тоа да бидете обоени. Со тоа што било кој поединец кога би решил од IT секторот, јас сум сигурен дека по известно време ќе биде нападнат. Без разлика дали тој го дал сето тоа што можел или не, ама тоа е таа некоја недоверба генерално во системот што постои. И тука веројатно се постава прашањето дали некој би сакал, нели, со некоја своја добра волја, пред се добра волја, за да ете се вклучи нешто такво. Дури и јас често, нели, добивам коментари од мои блиски пријатели кога вака ќе бидам повикан во некоја емисија да разговарам.
што ти треба? Као, не се меша. Така да, веројатно тоа е, ама тоа доаѓа затоа што се случуваат такви работи, знаете. И веројатно народот знае дека тоа е кога некој можеби со добра намера, кога ќе сака да помогне, се случува некоја сосема спротивна реакција каде што се напаѓа тој човек. Така. Во ред Христијан Тасевски ова утро во студиото на Слободен печат на Слободна ТВ продолжуваме по рекламите.